За да стане директор на АНБ, треба да има 240 ЕКТ кредити од факултетот од Обштествени науки. Боки има 180 кредити своевремено од физкултура. И он мора, за да се надградува во позициите, мора да има некој факултет Обштествени науки. Шо прави? Се запишува туризам и менаџмент. Таму се запишува во финансии, банкарство и осигурување, економија. И за неверојатни 11 месеци он наводно положил 40 предмети. Плюс имали дипломски труд. И се би било супер ако правиме моабет за Илон Маск. Факултетската диплома најверојатно му е фейковач. Ново уверение за положени испити од прв циклус. Вика: учебна година на запишување на студиите. 1.9.2022. Уверението го земал на 14.8.2023. Втора работа. Значи ово уверение е издадено врз основа на член 236 од статутот на универзитетот. Ова е статутот на универзитетот, така? Последен член во статутот на овој универзитет е членот 165. Значи, уверението е даден врз основа на член кој што воопшто не постои во статутот на универзитетот. Четврта работа. Во 2022 Универзитетот за туризам и менаџмент го менува името во Универзитет Скопје. Во 2023 универзитетот почнува да го користи своето ново име и својот нов печат. 9.1.23. Логично би било уверението на Бојан Христоски дадено на 14 август 23 да биде заведено со новиот печат. Уверението во август 23 година е заведено со стариот и неважечки печат. При проверка на досие број 71831, студентското досие на Бојан Христоски, тоа досие го нема. Пета работа. Правилникот за содржина и форма на диплома упатства за подготовка на додаток на дипломи на други јавни исправи. Значи вака треба да изгледа диплома. Знаете ли како изгледа дипломата на Боки? Како треба да изгледа оригинал диплома? Лево е фейк диплома. Значи на дипломата лево ги нема ниту еден од бараните елементи кои што треба да ги има дипломата. Боки Христоски во моментов не ги исполнува условите воопшто да биде кандидат за директор на Агенцијата за национална безбедност. Фейк TOEFL има. Второто е фейк факултет има. Трето, има отворено истрага обвинителството против него. Член 10 од Законот за Агенција за национална безбедност. Став 3, алинеа 2. Ако против него е поведена истражна постапка кога постои основано сомневање дека сторил кривично дело, законот, човекот веќе треба да биде разрешен.